Доаѓате во Исламска пресвещеница, ви кажуваат дека нема не се под контрола некои џами, нели ви кажа, вие се упатени. Се точно да направија 600 години се клањале на свој начин, вие доаѓате нов начин. И го одзимате, го узурпирате, ќе узурпете џамијата, тоа не се кажува. Сега ново, не знаеле, тие ги знаат подобро, така. А нека збори, нема ниједна џамија што не е под контрола. Под исламом. Ништа, онја џамија нема ништа. Ја не постои, морето готово. Човекот кој што го видов пред малку спаѓа во таа категорија, зборот класифицирал, иако не знам дали можам да си дозволам себе си, го правиме муабетот, па мора да се направи една илустрација, за еден конфликт. Традиционалиста кој што нешто што е поинакво не му пречи. Например, мојата брада не му пречи за работа. А токму тој би требало да носи брада. Зошто? Постар човек, не разбирате. Не боде очи во општеството, можеби не е ни активен. Јас сум активен во општеството. И покрај тоа што сум активен, и покрај тоа што знам дека и вам лично ви бодам очи, јас сепак ја носам таа брада, зашто верувам дека треба да се носи. Сето негативно што луѓето, што не муслиманите, а за жал и муслиманите, го знаат за вехабизмот, а не ни знаат што е вехабизм, знаат како дефиниција, го мистифицираат и го ставаат во една корпа, значи тоа негативното врска со верата, ова е вехабизм. Најдете ми еден човек најдете ми ве молам, во нашето поднебје, кој ќе каже дека е вехабист, Yeah.